Уништени се 30 на килограми небезбедни производи, како замрзнато месо, млечни производи, преработки од месо и над 66 литри јогурт. Ова е резултатот од контролите на инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство, спроведени минатата недела во малопродажни објекти, како мини маркети и продавници за храна. Направени се 192 вонредни надзори, при тоа за утврдени недостатоци се издадени вкупно 30 решенија со наредени мерки за нивно отстранување, а изречени се и 23 парични казни, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Според нив, контролирана е исполнетоста на хигиенските барања за безбедност на храната, здравствените барања за вработените лица, температурниот режим на чување на храната, како и дефинираните рокови на трајност на производите. Деловната активност во еврозоната драстично падна минатиот месец, покажаа податоците објавени во средата. Конечниот композитен индекс на менаџери за набавка за валутната унија, подготвен од S&P Global и кој се смета за добар показател за општите економски услови, падна на 48,3 поени во ноември од 50 поени во октомври, пренесува Reuters. Тоа беше малку повеќе од прелиминарната проценка од 48,1 поен, но сепак цврсто под границата од 50 поени што го дели растот од контракцијата. Индексот PMI, кој го покрива услужниот сектор, падна минатиот месец на 49,5 поени од 51,6 поени. Ова е негов прв месец под 50 поени од јануари. И покрај овие податоци, компаниите од услужниот сектор го зголемија бројот на своите вработени, при што индексот на вработеност скокна од 50,3 поени на 51 поен. Хрватската општина Леград развива програма со која продава недвижен имот на млади семејства по цена од 13 евроценти, јавува Хрватската национална хрватска телевизија. Две семејства кои се вратија од Чиле и Мексико имаат корист од програмата и се на пат да стекнат имот во општината по номинална цена. Градоначалникот на Леград, Иван Саболик, истакна дека на последниот конкурс за купување имоти по цена од 13 центи биле понудени 4 имоти, а за два од нив интерес покажале семејствата повратници, едниот од Чиле, а другиот од Мексико. На територијата на имотите има куќи, кои, сепак, се во многу лоша состојба и мора да се урнат и повторно да се изградат. Сепак, идните сопственици на имотите ги посетија и беа презадоволни. Семејствата немаат роднини и корени од Леград, но ги привлече конкуренцијата и ниската цена на имотот. Општина Леград досега продаде 13 недвижности по цена од 13 центи, а во моментов нема ниту еден на продажба. Евентуален нов тендер за продажба на имоти по символична цена ќе биде можен кога општината ќе се стекне со имот со наследство или ако и се подари. Потрошувачката на електрична енергија на системите за вештачка интелигенција вртоглаво порасна. Новиот извештај откри дека годишното количество електрична енергија неопходна за ChatGPT, еден од најголемите така наречени јазични модели, може да наплаќа 95% од електричните возила во Соединетите држави или да ги напојува Финска или Белгија за цел ден, пишува Balkan Energy News. Од неговото лансирање пред речиси 2 години, ChatGPT на OpenAI брзо го привлече вниманието на јавноста, собирајќи околу 100 милиони месечни корисници за само 2 месеци. Сепак, иако неговите способности, од изготвување есеи до решавање сложени математички задачи и пишување код, се импресивни, тие доаѓаат со големи трошоци за енергија, напиша Best Brokers во новиот извештај. Секое барање за ChatGPT троши околу 2,9 ват часови електрична енергија, речиси 10 пати повеќе од стандардното пребарување на Google. Енергијата што ChatGPT ја користи за една година за да одговори на прашања може да полни 47,9 милиони iPhone 15, секој ден во текот на цела година, секој со капацитет на батерија од 13 ват часови. Кога температурите се ниски, може да се почувствува искушение да оставите моторот на автомобилот да работи додека полните гориво. Но, дали ова е безбедно или штетно? Краткиот одговор е дека може да биде опасно, и затоа е препорачливо да го исклучите моторот пред да наполните гориво. Иако шансите за пожар се минимални, оставениот мотор ја зголемува можноста за запалување на гасовите од горивото. Ова може да се случи ако испарувањата дојдат во контакт со статички електрицитет. Испарувањата, а не самото гориво, се запаливи. Тие може да предизвикаат експлозија доколку дојдат во близок контакт со искра. Австралиската инфлуенсерка и блогерка за патувања, Лилијан Талјари неодамна ги посети Малдивите каде нурна со група од 50 ајкули кои не се опасни и ретко напаѓаат луѓе. Но една од нив и ги зари забите во десната нога додека таа лежерно пливала. Ова го снимил нејзиниот сопруг Метју, а Лилијан видеото го објави на Инстаграм.